го влечеме со милениуми, останало во колективната меморија на македонскиот народ. Не може да се измени. Дали политичарите имаат мандат? Господин Ченто, Најмалку. господин Котевски, поверите. За името? Да. Па ја не знам, некој се согласил да разговара дека треба да утврдиме ново име. Инако ако немаше таква согласност, немаше да има и разговори. Јас не можам да сватам дека некој наш се согласил да направи спогодба, пише на спогодба е таа, меѓу првата и втората страна, дека во наредниот период ќе се потрудат да најдат заедничко прифатливо име. Така ли е? Јас да се договорам сега со некој од вас, ајде да дискутираме во наредниот период кој име јас да го носам. Тука е направена кошаркарски, да се речи, грешка во чекори. Ние воопшто не требаше да прифатиме да разговараме за името. Прво, нашето име е Република Македонија и мислам дека тоа доволно објаснува дека не е цела географска Македонија. Дека е ова Република Македонија со овие граници. И нема што тука со грците да разговараме. Меѓутоа, грчката агенда која што е поставена после Берлинскиот конгрес и понатаму ја одржуваат. Еден грк во своја книга пишува дека жали што Василий II ги ослепил 15.000 војници на Самуил, ќе направил многу подобро да ги убиел затоа што грците на крајот на 19. почеток на 20. век ќе немале толку проблем сега да се јавуваат нови Василиевци кои што ќе треба да ги истребат тие македонците кои што не се грци. И на грците тој им смета. Основно им е да ни го менат името, да не се викаме македонци, да стават како да кажам, рака, дека се што е македонско е грчко. Према тоа е илузорно и мислам дека не треба воопшто да се дискутира за тоа како. Ако сватат некој пат грците дека овдека живеат македонци и не само овде, туку живеат и во Грција. Јас овде можам да ви го прочитам и од дел од говорот кој што на 10. јуни ми се чини 45-та година при ратификација на договорот за пријателство со СССР. Татко ми го има одржано во собранието во Белград, барајќи помош, апел веќе зошто се постапува со македонците во Грција полошо отколку што постапувале фашистите. Меѓутоа, тој апел остана како глас во пустиња. Јас би замолил доколку имате да додадете, повелете, во колку не да ги вклучиме гледачите. Наполно се согласувам со моите соговорници дека мандат никој нема да разговара за името. Ова земја, името е Република Македонија. Убаво кажа господинот Илија. Ние веќе направиме дистинкција помеѓу Македонија Грчка или Пиринска Македонија, бидејќи се нарекуваме и сме Република Македонија. Тоа е доволно да укаже на фактот дека е направена таа дистинкција помеѓу, да кажам, Македонија во Егејска Македонија, Пиринска Македонија и Република Македонија. Значи, од друга страна сакам да се исто така надоврзам на колегите кои што дискутираат. Македонскиот народ во Егејска Македонија навистина се наоѓа во мощна тешка ситуација или положба. Погледнете ги само последните настани каде што се врши една силна пресија со сила, нели? Демонстрација на сила позади македонските села, зборувам, бидејќи тоа е македонски народ, чисто македонски народ, така натаму, се врши една силна пресија за да ни се дај некаков сигнал дека еве,
ние сме посилни. Да, грците се и посилни, грците се и поголеми, но тоа не значи да некој нас не крштава или прекрштава. Силна беше изјавата и на шефа на дипломатијата денеска упатена од тој контекст. Ние ќе вклучиме еден коктел, да речем, најавување од гледачите, со оглед дека има што да прашат и што да констатираат. Повелете. Добро вечер. Добра вечер. Многу поздрав. Благодариме. И поздрав до гостите. Повелете, кој се јавува? Видете, јас сум еден можда стар, не е колку Методија, татко му на Илија, но и од тие постари сум бил во старото одделение во Дризово. Многу се познав, многу со Ченто. Не знам, со Илија ние се видовме во Штип, која бевме во Ново село, црквата и во Домот на култура. Не знам дали се сещате господин Илија. Пријател на вашиот... Се сеща Илија? Еве, ние ќе го... Повелете, представете се доколку сакате. Јас сум Илија исто, ама Илија сум осуден во тоа време, од 47 до 58 излежат. Осуден, 47-та во... Ние постарите тие судените бевме во трето одделение. Прво бевме во Централниот затвор и Методија и така и сите ние што бевме. После не префрлија во Дризово во 48. Со Илија сакам да му кажам, јас не се видов која додов јас од Задор, мојот заточеник, затвореник Методија беше починал. Зашто имаше тој добри рак во предните зъби му беа болни. И после одел јас се видов со мајка му на Илија со вакцинка и ја на гробот. Колку години имате? Ја имам 88. Да сте жив и здрав. Благодарам многу благодарам што се јавивте, еве. Видете. Добро, доколку имаме може да вклучиме режија, доколку имам друг гледач, повелете. Стана збор пред сам дека разбравте за осуденик за Македонија 47-та во Идризово, се дружил заедно со Мнозина биле заедно со татко ми во затвор. Меѓутоа, според кажувањето на татко ми, тој 59 месеци беше потполно во изолација. Првите 59 месеци му беа скратувани сите права и на другите затвореници што ги имале, скратена здравствена помош и така натака. Стекнал сигурно и таму доста пријатели, како што и во еден што ми расправаше во логорот Чучулигово, 43-та година, која беше во трудовиот логор Чучулигово. Вика, таму таткови ги убеди бугарските професори и историчари дека ние македонците не сме бугари. Така да насекаде имал, стекнувал добри пријатели, затоа што прво беше искрен, непосреден со сите луѓе. За жал, можеше многу повеќе да предонеси за Македонија. Ти видам дали имаме уште неколку нови гледачи да слушнеме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Вака сакам да честитам на сите патриоти што загинаа за Македонија и едно прашање, еве не знаев до ден денеска дека Ченто имал син жив. Вака пред малце ми кажа за проблемот со Грција во Обединетите нации, таму тој што прифатил спогодбата. Тој е господин Кирил Григоров. Така? Да. Повелете, да. Вака, сакам лично да го прашам. Зошто досега не му поднесла на Кирил Григоров и на критична пријава затоа што не го праша народов таа 95-та година во Обединетите нации не признае под тоа име. Господинот, сакам да ми одговори господинот Ченто. Благодарам многу. Зошто не е поднесена кривична пријава? Против Кирил Григоров. За прифаќањето на ФИРО. Зашто јас? Вие така бара? Не знам, не можам да одговорам на тоа прашање. Кој сум јас па тоа да го направам? Политика. Имаме гледач на линија, повелете, кој се јава? Ало, добро вечер. Добро вечер. Од Охрицево. Повелете. До професор Чепарганов прашање, како историчар.
Во контекст на преходниот слушател, за таа 1993 година, сакам да ми кажете, што би се случило со Македонија